Комплетирано 15-тото коло на првата ракометна лига на Македонија од група А и група Б која се играше во 4 дена. В рамки на групата А екипата на Металург РА загуби на гостувањето во Свети Николај од екипата на Овче поле со резултат од 30-28, а домашниот тим до победата дојде преку пресврт, откако гостиното од Автокоманда имаше предност од 13-14 на полувреме. Стаменков го водеше Овче поле до победата, а пак за Металург РА 17 поголици посна Филип Петровски, но на крај ни тие не беа доволни за победа. Аеродром на домашен терен забележа голема победа над Јехон, откако славеше со високи убедливи 34-25, а сосем очекувано беше и големата победа на Euroform Пелистер 2, кој со 41-14 го декласираше Астарион од Струмица. Екипата на Текстилец Угодот Штип забележа порас на гостувањето кај Партизан во Гевгелија со резултат од 35-33. Лошото прво полувреме на Штипени влијаше на конечниот исход и на поразот, откако на полувреме Партизан имаше предност од 20-14. Најдобар стрелец кај Партизан беше Илија Пејковски со 13 поголици, а пак кај Штипски текстилец истакна Филип Джинес и Јован Атанасовски со по 9 реализации. Шампион со високи 33-19 го декласираше в Енерджијата, преспа Вардар од Ресена, пак Македонија Ѓорче Петров го декласираше Вардар Неготино со 36-29. Екипата на Младост од Богданци пред своја публика го декласираше Скопје со 32-21 и забележа важна и голема победа, каде со по 5 поголици за домашниот тим се истакна Димитар Пеев, Боријан Цековски и Стојан Нумовски. Euroform Пелистер 2 е на врвот од табелата во групата А со максимални 24 бодови, Мултиесен се втор со 17 бодови. Во групата Б на врвот се изравнети Младост од Богданци, Македонија Ѓорче Петров со по 21 бод, а пак Текстилец со 4 бодови е предпоследен.